Hello! Добре дојдовте во едно unboxing guide how to видео кое што ќе содржи ставање на нов SSD hard disk. Значи, по пуштањето на новиот фирмвер, ова ќе биде ставено за да се надогради просторот во PlayStation 5-ката. Најмокната конзола со најмокниот hard disk. Ова во моментов е подарок од Сетек. Ова е од нив. Ми го дадоа мене за да избустам конзолата до максималниот перформанс. Игрите може да ги играте од неа, да ги аплодирате директно на неа, односно да ги даунлодирате и да ги пачувате и да се апдейтираат директно на него. Останете, ќе направиме кратко видео во кое што ќе го монтираме ова парче хардвер. Направете subscribe, направете лайк, шер и оставете во коментари што ви се допадна или што не ви се допадна од видеото. Сега, некои работи кои што мора да ги знаете за тоа. Значи, прво, овој hard disk кој што е подарок од Сетек, ви го гледам овдека. Ова е најдоброто парче на хардвер во однос на M2. Ова е Samsung SSD 980 Pro, се купуваат како алфа. Дзирнете на setek.mk сајтот да видите само уште во кои места е достапен. Земете го што побрзо, заради тоа што ја не очекував дека толку ќе се зема, но еве баш правевме преска мовет со дечките од Сетек, инстант уште пред да кога каже дека ќе оди ролаут, кога ќе се пушти фирмверот, веќе почнале луѓето одма да ги земаат. Така да тоа ви од мене совет доколку планирате или за компјутер или за плејка, одма да идете да го земете. Ова парче во него содржи 1 тера меморија. Ова е 4.0 NVMe. Многу важна работа. Единствен hard SSD ваков кој што може да го прими PlayStation 5-ката е 4.0. Не се замарајте со други работи. Уопште не се бафтајте заради тоа што нема да работат. Многу битна работа. За вие што планирате да ставате, не задолжително е да се стави на SSD-то, односно на NVMe-то хладњак. Значи, тоа е една од работите кои што кажуваат Sony официјално, дека грее многу и дека мора да се стави хладњак на него. Значи, внимавајте дека со купување на SSD за плејката мора да земете хладњак. Јас избрав хладњак Be Quiet. Тоа е еден од топ-ноч од брендови и производители на ладилници. Ова е MC1. Има и MC1 Pro верзија, рачунете, но тој нема да влезе во плејката. Односно, тој е малку подебел и долниот дел ќе го турка SSD-то нагоре. Така што рачунете дека не можете да одите со Pro верзијата, туку морате со обичната верзија. Што е бенефитот од имање на ваков hard disk? Значи, освен тоа што игрите ќе може да ги играте директно од него. Значи, нема да биде офлоудинг како на најверојатно ќе играм. Нема да биде како на SSD, само да бидат на офлоудинг за да ги чуваш таму, туку не, ќе може да се стават да се играат директно на него, да се аплодираат, директно да се симињаат, да се апдейтуваат и така дали и така дали. Тоа е многу битна работа од целава ствар. Со SSD тоа не е можно. Значи, да почнеме, јас мислам дека со unboxingот и со склопувањето прво на хладњакот на овој hard disk. Ајмо. Значи, одиме прво со unboxingот на MC1-от. Еве го. Значи, прво мораме да го извадиме и да го припремиме hard дискот. Кај ми е само да го најдам сега. Еве го. Скалперот. Океј, значи јасно е. Ова треба прво да го направиме. Ова е значи горниот дел, долниот дел, штрафцигерче и штрафови. Океј, упатството е у реду, тоа веќе не ни треба, не е ни нешто комплицирано. Одиме да го отвориме SSD-то. Райли Рейд со другарите од... да. Океј. Еве го.
еве го најбрзото SSD, односно едно од најдобрите и најстабилни SSD-а по свет што може да ги добиете од ова. Ова е конкретно подарок од Сетек. Имате уште неколку на лагер, побрзете да ги земете. Океј. Еве го и тоа. Ова веќе не ни треба. Да ве зумам малку за да видите што правиме. Еве го. Значи, одиме прво се става долниот дел. Ова е заштитната фолија. Ова тука е термална паста која што во многу случаи делува како лепак, но јас сепак не би, што знам, не би оставал да не е заштитено само да се држи на неа. Во случајов овој хладњак не е таков. Значи, сега треба да се подеси ова. Има тука еден забец, го гледате, запчето. Како да го видите? Еве го запчето ова. Треба да се подеси точно на него затоа што тоа е просторчето за штрафчето. Во принцип нема многу бегање. Тука е. Си влезе внатре, си клапна како боза после баклава. Ете го. Значи ова е ставено. Ни треба горниот дел. Ете го. Значи истата прича е и тука. Одиме со забецот. Го гледате запчето. Чекај некој светла позина. Еве, запчево треба да влезе точно на овој забец тука. Има и дупчиња од штрафчиња, за штрафчиња на нив, така што можете да ги додите според нив. Ги гледате еве ги на краевите. Така да според нив кога ќе влезат, ќе се потрефи и тоа. Тоа е тоа. Многу јак момент, штрафчигерчето, дај го му, еве го. И штрафчињата. Дека се залепиле многу јако, да не треба да ги бараш. Супер јака фора е ова. Добро, ајде. Многу се малецки, така што внимавајте. Намагнетизирано е, што е многу добра работа. Едното влезе пасент. Интересно е што има простор да оди горе, доле за различни дебелини на чипчиња на хардисковите. Што е многу добра работа. Ја обично сакам да ги ставам диагонално сите работи, и процесор кога инсталирам и такви работи. Значи сега го ставив овој, сега ќе го ставам овој тука. За процесор, например, кога се ставаат на матична зборам, се ставаат прво диагонално сите штрафови доле, или кога се стиска, или кога се прикачува. Ете го. Тоа е тоа. Ова е до сега за мене прво монтирање на хладњак на SSD. Значи ова ни е спремно. Океј. Да се дадеме сега на другата работа. А тоа е плејката. Просторот за SSD-то е на горниот дел од страната на драйвот. Значи ова е еве ви го драйвот. Значи тука се наоѓа SSD-то. Што значи дека го вртиме со драйвот на далеку, на тука. Овде го фаќаме, значи тука. И влечеме натаму. Значи би требало да е вака. Ете го, се излезе одма. Инаку ова не е стандардна боја на плочки, ова е custom made плочки за плејката, така што да не се чудите зашто е црна. Океј, ова овде е просторот за SSD. Океј. Инаку многу е јако дека штрафцигерчево, односно штрафчево кое што го штрафувам, на него ги има триаголник, квадрат, кругче и X. Го вадиме ова, еве го. И сега, овој штраф овде треба да се извади. И тука има едно нитниче, како шајбна е. И таа се става во зависност од која големина е SSD-то. Конкретно оваа големина на SSD, гледате,
треба да дое тука. Значи само треба да го мрднеме од тука и влага. Тоа е тоа. Ставање на SSD-то. Значи, влегува диагонално од горе под кос агол. Инаку за овие сите овие работи може да ги прашате дечките од Сетек, се ќе ви објаснат, чак што више дури може да го однесете и PlayStation-от кај нив, они да ви го инсталираат се во овој да ви го направат. Значи се става косо, се стиска надоле и напред и точно ова дупче овде треба да се поклопи со кругчето. Ете, гледате. Значи ова е точно потрефено тука. Сега треба само да го ставиме шрафчето. Сетек, не, сега за сега PlayStation може да се купи само од овластени продавници, тоа кај нас е само галерија. Све друго е практично до негде и криминал и неавторизирано, што значи дека нема да може да барате официјален сервис доколку нешто ви се случи на плејката, ако не е од галерија, така да не си играете. Тоа е тоа. Го затвараме хладњакот, има малце прашина, не беше лошо да го дувнам, ама нема врска. Си влезе од згората ман. Шрафчето. Готово. Тоа е тоа. Треба само да ја ставиме пластиката од горе. Каде да видиме? Ево, треба само да влезе и да клапне и да направи звук. Ете, тоа значи дека пластиката е спремна. Направете subscribe, направете follow обавезно за ова и поздравете ги Сетек кои што ни го даваат овој хард диск за да го истестираме. Ете, тоа беше гајдот како да инсталирате нов хард диск, односно да го проширите просторот на вашиот PlayStation 5. Голема благодарност до Сетек што ми го даде овој хард диск за да го инсталираме и истестираме. Направете subscribe, направете share, направете лайк или дислайк и оставете коментар доле за да се продискутираме и доколку сакате друг тип на видео.